Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е Миле Бошков од Конфедерацијата на работодавачи. Господине Бошков, кој е ставот на Конфедерацијата во однос на барањата на синдикатите и протестите кои што се случуваат, ако се земе во предвид, барањата за зголемување на минималната плата? Ние сме за покачување на минималната плата. Морам да напоменам дека секако со усогласувањето во март ќе се покачи минималната плата, но за останатиот дел од покачувањето, нашето барање како предлог мерка беше од 600 денари до 6000 денари придонесите, социјалните придонеси да бидат ослободени со тоа што и работодавачите, меѓутоа исто така и владата може да помогне во насока на зголемување на платите на работниците и нормално зајакнување на животниот стандард. Сепак, како Сдружение на работодавачи, како конфедерација, сметаме дека треба да ги застапуваме интересите на сите работодавачи, особено на самостојните вршители на дејност, новите предприемачи, занаечиите, кои имаат потешкоти да обезбедат сигурни приходи за да можат да одвојат зголемени давачки по основ на плати и социјални придонеси. Во услови, ако вие не попуштаат синдикатите, каде ќе се бара решение? Решението е во законот. Затоа и постои законот. Не можам да кажам дека е лек специјалис, меѓутоа навистина ја спасува и ја залечува целава оваа состојба. Со тоа што согласувањето со бруто домашниот производ, инфлацијата, трошоците за живот, продуктивноста, нивото на плати, ќе се пресмета и го чекаме извештајот од Заводот за статистика, Бирото за статистика, со кое понатаму ќе се усогласи покачувањето на минималната плата сега во март. Дали сметате дека улогата на владата во овој процес треба да биде можеби и подиректна, бидејќи таа е сега во една улога на медијатор помеѓу коморите и синдикатите? Сметам дека со овој потек веќе година дена наназад, владата директно е активен учесник во поттикнување на диалогот. Со самото повлекување од преговорите помеѓу синдикатите и работодавачите, владата покажа дека има знаење во насока на социјалниот диалог, односно дека ги остава работодавачите и работниците да се договорат. Меѓутоа, тоа е само едната страна од социјалниот диалог и од креирањето на политиките. Се случувало во нашата земја и во други земји дека владата земала учество кога станува збор за стандардот и за подобрување на состојбите на граѓаните. И затоа ние најдовме решение, односно понудивме решение, дека ослободувањето, не субвенционирањето, ослободувањето од социјалните придонеси може да биде клучот за покачувањето. Намалени трошоци по основ на социјални придонеси на работодавачите, меѓутоа и изголемена плата по основ на нето плата за работниците. Тука може владата да учествува, меѓутоа веројатно свесна е владата дека постои усогласувањето во март, па затоа и го одложува вмешувањето во оваа активност. Колку е оправдан аргументот на владата дека тие 225 милиони евра преку унгарскиот кредит се доволна подршка за бизнисот за одбивање на субвенционирање на придонесите за минималната плата? Тие што ги употребија парите од унгарскиот кредит и останати други инвестиции, тие се поголемиот дел средни и големи компании, добро корпоративно организирани, кои воопшто и не се засегнати околу покачувањето на минималната плата, бидејќи во тие сектори минималната плата е надмината со самите исплати на платите. Односно, пресметката за плата по работник е многу повисока од минималната плата. Нас секогаш не интересира, потенцираме дека нас секогаш не интересираат микро, малите, самостојните вршители на дејност и занаечиите. И затоа сме се здружили да ги представуваме интересите на сите тие кои имаат потреба да бидат представени пред јавноста, во социјалниот диалог, пред синдикатите и така натаму. Ние сметаме дека оваа категорија на работници и оваа категорија на компании, на микрокомпании,
дека треба навистина да има еден посебно место во социјалниот диалог и да бидат представени на начинот на кој најдобро може да ги пренесат своите идеи, мисли, интерес, работа, состојби, за да може да бидат сватени. Оно што се случува во моментот околу протестите, синдикатот, барањето за зголемување на минимална плата, за нас ние го толкуваме како зголемено линеарно зголемување на сите плати, кое за нас не е прашање, бидејќи поголем дел од приватниот сектор исплаќаат поголеми плати од минималната плата. За нас исклучиво е прашање за овие категории кои ги спомнав. Зошто коморите и бизнисот упорно ја проблематизираат ниската продуктивност на македонските работници за да се оправдаат минималните плати, ако се земат во предвид и некои други истражувања кои што покажуваат дека македонските работници се продуктивни исто, дури и повеќе во споредба со европските, меѓутоа за третина од нивната плата. Јас сум сигурен дека не следите и дека само ние немаме дадено изјава како Конфедерација на работодавачи во однос на продуктивноста на работниците и поврзувањето на нивото на продуктивност со исплатата на платите или како аргумент плюс зошто не треба да се зголеми минималната плата и останатите плати. Меѓутоа тоа е доминантен став на бизнисот кога станува збор во однос на зголемување на платите, најчеста реченица која што ќе ја чуете имаме ниска продуктивност. Тоа е нашата трагедија, за жал, и сега можеби нема да бидам допадлив за моите колеги од бизнис заедницата, меѓутоа продуктивноста исклучиво се основа за знаење во компанијата како се мери продуктивноста, исполнителноста, учинокот, нормата и така натаму. Ние во Македонија, во нашите компании, воопшто немаме со чест на исклучоци, на 50 на компании, кои ја мерат продуктивноста и знаат што значи productivity score, резултат за продуктивност или рефа стандардот или така натаму. Ние воопшто немаме воведено одредени стандарди за мерење на продуктивност. И многу ми е жал, не само во приватниот сектор, и во јавниот сектор, многу ми е жал работодавачите, веќе говорам за работодавачите, на вистина не знаат како да ја измерат продуктивноста, бидејќи немат ни инвестирано во алатки, ни во знаење, ни во технологија, апсолутно во ништо. И да им помогнам на работодавачите, бидејќи после ова веројатно и воопшто нема да им се допаѓа ова што го кажав за вашиот медиум. Меѓутоа го направивме, го основавме порталот globalenpazar.mk, каде што има посебни точки каде што може да најдат начин како да ја мерат продуктивноста и да сватат за ова ја што говорам, меѓутоа и да го имплементираат во нивното работење. Одговорно тврдам, многу мал број на компании знаат што е продуктивност. Одговорно тврдам дека се користи како флоскула продуктивноста како изговор за зголемување на минималната плата и одговорно тврдам и го поднесувам целиот ризик дека работодавачите не знаат, ама мора да научат што значи продуктивност и мерење на продуктивност. Колку увозот на странски работници може да го реши овој проблем? Може само да замени дел од услужните дејности, бидејќи тие странски работници воопшто не се вработуваат во високотехнолошки процеси и тоа е само поравично од време на време во одредени дејности. Во однос на мерката која што неодамна започна да се имплементира, враќањето на пензионерите, активирањето на студентите на пазарот на труд, дали тоа представува реална потреба на бизнисот? Реална потреба на граѓаните и на работниците, де факто е поважниот одговор, поважната состојба. Дали би ги задоволило потребите на бизнисот? Ќе ги задоволи дефинитивно, бидејќи има одредени компании кои не може да најдат соодветен кадар за процеси кои се случувале како тековно работење во компаниите. Има одредени компании кои имаат технолошки процес со години наназад. За жал немаат инвестирани во нови процеси. Тие луѓе кои си одат во пензија, работници кои си одат во пензија, имаат потреба и да
заработуваат дополнителни средства, меѓутоа не е фокусот тоа. Компаниите имаат потреба да ги задржат тие луѓе, затоа што не можат да најдат нови работници во тие застарени технолошки процеси и затоа одговорот го гледаме и во надминување на таа состојба со искусните работници, ќе ги наречам, не пензионерите. Оние кои навистина имаат знаење. Што се однесува до студентите, еден начин на премостување на недостатокот на работен ангажман, легален работен ангажман во фаза на студирање. И тоа е поволно, затоа што студентите ќе можат да бидат пријавени да работат, да не го изгубат статусот на студенти, а секако да можат да приходуваат. Кога сме кај студентите и помладата популација, неодамна беше презентирано едно истражување во јавноста во кое што се вели дека дури и со влезот на Македонија во Европската Унија 60% од младите би ја напуштиле државата. Колку тоа ќе биде и е во моментот проблем, меѓутоа и проблем во иднина. Самата најава, самата чувство дека 60% од младите, а со нив ги влечат и семејствата, и нивните мисли, и задоволства, и разговори, и идеи што ќе прават понатаму, е опасна за нас. И во неколку случаеви јас и во насока на економијата, де факто, сум кажал дека подобро да не влеземе во Европска Унија отколку да влеземе. Меѓутоа, ова е наистина како на шега го кажувам. Ова од познавањето на состојбите во каква опасност ни е македонската економија. Меѓутоа, граѓаните, пред се човековите права и слободата на движење, говор и изразување се најважни. Ние тоа треба да го практикуваме. Со тоа значи дека нивната одлука, ако сака да ја напуштат земјата при наш влез во Европска Унија, тоа е нивна одлука и тоа е за нивно добро. Ќе ја презентираат Македонија таму каде што ќе живеат. Но за нас е состојба на реалната слика за нашиот квалитетен или неквалитетен начин на живење во земјата. Кога се пренесува тоа во однос на трудовата легислатива или во пазарот на трудот, тогаш ние се соочуваме со факт дека оваа квота што се покачи на 10.000 работници, ќе треба да ја покачиме, дури и да бидеме подготвени странски работници од Европска Унија да превземат одредени функции тука, да го отвориме пазарот на трудот и на некој начин, она што го говоревме досега, продуктивноста, флуктуацијата на работници, мобилноста на работници, вложувањето во нови технологии, ќе мора да биде фокус на целото општество, особено на економијата. Господин Бошков, како конфедерација која што представува голем број на работодавачи, генерално според вас, кои се главните проблеми за бизнисот во Северна Македонија? Па, има неколку проблеми кои се клучни. Сакав да почнам веднаш со корупцијата, меѓутоа прво она што е важно е регулаторните правила кои отежнуваат лесно водење на бизнис. Така ќе ги наречам. Порано со години назад имавме регулаторна гилотина, која до некаде имаше успешен почеток, меѓутоа кај нас оптоварувањето за водење на бизнис со парафискални процедури, со парафискални даноци, давачки, со одредени извозни, увозни, производствени, тековни процедури во било која сфера, животна средина, енергетика, транспорт и така натаму, го отежнуваат на начинот на водење на бизнис. И за нас деловното обкржување точката број 1 за проблем во економијата. Втората точка е корупцијата. Поврзано со ова претходново. Процедури кои директно го насочуваат, ја начуцуваат економијата, да не спомнам дали е 1, 2, 3 работодавачи, кои имаат одредена потреба од процедура, која секогаш е условена со одредена зошто затоа и така натаму.
Во моментот се актуелни протестите на синдикатите, до пред известно време беа актуелни во јавноста и блокадите на транспортерите. Се блокираше неколку дена, Европската Унија излезе со ветување дека проблемот ќе се реши, меѓутоа се уште немаме никакво конечно решение. Деновиве повторно беше актуелно дека возачи на камиони од Германија се депортирани во Македонија. Кога може да се очекува финално решение и решавање на проблемите? Ќе бидам незгоден, меѓутоа веројатно треба да и честитаме на Билјана Муратовска и на останатите нејзини колеги од транспортниот сектор и да ги потсетиме дека на вашето прашање кога, веројатно ќе треба следната недела повторно да излезат на протести, за да може да ги потсетат креаторите на политики, на безбедносните политики во Европска Унија, дека проблемот не е решен, без оглед на ветувањата и без оглед на спорите бирократски процедури во Европската Унија или во Европската комисија. А состојбите околу, знаете, многу е незгодно кога во ова ниво на развој на демократијата повторно некој од нашите граѓани ќе се чувствува дискриминиран во однос на ист таков граѓанин со истата професија од некоја си друга земја. А се стремиме, нели, кон еднаквост и она што го кажав претходно, околу човековите права кои треба да се толкуваат и да се пременуваат еднакво. Пораката која испраќа Европската Унија со спороста на безбедносните политики во однос на граничното минување, во овој момент не оди во прилог. Не оди во прилог на имиџот на Европската Унија, на еднаквоста, на различноста, на културата, на односот и така натаму. Особено не во насока на глобалниот пазар, на глобалната конкурентност, на глобалната економија и така натаму. Дали може би требаше според вас да се реагира и порано со оглед на тоа што ова, кој што и не е ново правило, беше најавено дека ќе почне со имплементација во октомври минатата година и сега протестите доаѓаат постфестум по въведувањето на правилото. Нели и транспортерите, меѓутоа и државата со низините институции требаше да реагираат многу порано. Многу ми е жал што ние не го практикуваме диалогот на прав начин во право време. Многу е лесно да се свати, ако се разбере функционирањето институционално на Европската Унија и ако се свати функционирањето во нашата држава, дека неопходно е да ги креираме законите легислатива низ диалог. Затоа што треба тие закони треба да се применуваат. Ја испуштивме шансата да преговараме, да ја дознаеме состојбата од реалниот сектор, да знаеме дека 90 дена за граѓаните не е исто и како за професионалците, особено во транспортниот сектор, и да поразговараме, да објасниме кога се креира и кога се преговара политиката, да се објасни дека ова не е правото решение за зголемени гаранции за безбедност на граѓаните на Европската Унија, меѓутоа со исто достоинство и граѓаните од Западниот Балкан. И е пропуштена таа шанса. Овие протести се реакција на пропуштената шанса. Ова што се случува со транспортерите. Меѓутоа може да биде и земено како лекција, бидејќи ние ќе се соочуваме и со понатамошни промени на закони и имплементација на европската легислатива, каде што ќе мораме да ја прилагодуваме свеста за да ги прифатиме законите. Господин Бошков, ви благодарам за интервјуто. Благодарам на поканата. Почитувани, вие го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.